Нормално е да се покачи телесната тежина во бременоста. Но, доколку се претера, и животот на мајката, и животот на детето се ставаат под ризик. Затоа, на поправањето во и пред бременоста треба да се пристапи со крајна сериозност. За да не дојде до претерување со телесната тежина, пресудно е од каде ќе почнеме, односно, со која телесна тежина ќе започне бременоста. Дали сте знаеле дека во многу европски земји, ако вашиот body mass index е над 30, тогаш не ги исполнувате критериумите за инвитро оплодување. Или со други зборови, ако сте високи 155 см, а над 72 кг, вашиот body mass index е на 30 и нема да ви дозволат да направите инвитро ниту преку фондот, ниту приватно. Зошто? Прво и основно, самата тежина над оваа граница ја зголемува веројатноста за неплодност за 3 пати. Значи, можеби вие и воопшто немате биолошки проблем со плодноста, туку едноставно имате преголема телесна тежина. Лекот за таа ситуација не е инвитро, лекот е слабење. Второ, со толку зголемена телесна тежина, веројатноста да успеете и во инвитро оплодувањето е намалена. Трето, дури и да успеете, животот и на пациентката, и на детето се става во значителен ризик. Имено, со толку голема телесна тежина, расте ризикот за зголемен крвен притисок и дијабетес кај мајката, а за плодот расте ризикот од абортус и други несакани исходи. Затоа, пред бременост која ќе настане дали по природен пат или на друг начин, исклучително е значајно да се нормализира телесната тежина на идната мајка. Доколку сакате да го пресметате сопствениот body mass index, тоа секако може да го направите на интернет.